Акдениц ќе ја предводи флотата од 3 брода од Истанбул кои носат повеќе од 5000 метрички тони помош за Газа, вклучувајќи медицински материјали и храна. Флотилата е организирана од коалиција на меѓународни и турски хуманитарни групи кои велат дека не се работи само за испорака на помош, туку и пробивање на, што тие го опишуваат, блокадата на Израел врз Газа. Бараат Израел да дозволи влез на помош од Египет. We hope to break the illegal naval blockade of Gaza. Се надеваме дека ќе ја пробиеме нелегалната поморска блокада на Газа што Израел ја спроведува со децении. Се надеваме дека ќе успееме да донесеме храна и лекови кои им се потребни на жителите на Газа. Апелираме границата со Рафа да биде отворена. Поминаат 14 години откако организаторите на флотата последен пат се обидува да ја пробијат блокадата. Последен пат израелските командоси го пресретнаа Мави Мармара, бродот што ја води флотилата. Насилната рација доведе до смрт на 10 лица. Активистите велат дека се свесни за опасностите со кои се соочуваат, но велат дека ризикот вреди да се преземе со оглед на обемот на хуманитарната криза. We are conscious that it's not a mission. Свесни сме дека тоа не е мисија без никаква опасност, но токму ужасот таму е тоа што сакаме да го осудиме. Сите што учествуваат имаат сугестии како да се деескалира евентуалната конфронтација со израелските сили. Нема коментар од израелските власти, но аналитичарите предупредуваат дека ризиците се реални со оглед на тензиите во регионот. But obviously this is a very intense time now in Israel. Очигледно, ова е многу интензивно време во Израел. Би била многу внимателна и се надевам дека властите од двете страни, Турција и Израел, се свесни што треба да направат, за да осигураат дека ова нема да ескалира во насилство. Флотилата чека дозвола од турските власти да исплови. Председателот Реджеп Тајип Ердоган не ја спомна јавно флотилата, но официјални лица велат дека разговарал за хуманитарна помош кога се сретнал со водачот на Хамас Исмаил Ханија во саботата. Израел ја осуди таа средба. Организаторите на флотилата бараат меѓународна заштита. Of course we are worried, but we think that... Се разбира дека сме загрижени. Сметаме дека сега е време да се действува. Бараме поддршка од националните влади, од сите што имаат влијание, да се олесни снабдувањето со хуманитарна помош. Тоа е патешествие кое аналитичарите предупредуваат дека може да изобилува со опасности за активистите, но и за регионот.